Добро вечер со нова дебатна емисија, ново отворено студио на телевизија Нова. Вечерва со мене се Насер Селмани и Виктор Грозданов. Насер Селмани од Сдруженијето на новинари на Македонија и Виктор Грозданов, експерт кога станува збор за медиумите, како поранешен директор на Агенцијата за електронски медиуми, ако може така да кажам, или Сдруженијето на електронските медиуми. На крајот сме на вториот циклус од овие избори, па нормално дека ќе фатиме делот како беа покриени изборите и колку влијаја оние политички пресметки во медиумите. Насер, за почеток, ова ли се слободните медиуми за кои што, ајде вака описно да кажам, се туркаше со полицијата пред, нели, како председател на Сдруженијето на медиумите? Видите, нашите ставови во ништо не се сменети од, да речеме, пред последните предвремени избори, што се однесува до оценката за слободата на медиумите во Македонија. И ние на маса и тогаш и сега ги имавме истите прашања за кои што баравме одговори од власта и од оние кои што се одговорни да ги решат тие проблеми. Најголемиот проблем, според нас, за ваквата лоша состојба на слободата на медиумите во Македонија е насилството против новинари. Ние од 2013 година упорно баравме информација од претходната влада, затоа што ние имавме еден регистар, ги регистриравме тие случаи и постојано се обидувавме да ги следиме како тие се процесираат. Никако не добивавме информација. И сега новиот министер, после наше инсистирање, достави еден извештај за како полицијата ги има третирано овие напади и податоците се загрижувачки. Замислете, 54 напади против новинари, разни форми на напади, физички, вербални, уништување на имот на новинари, спречување да известуваат од настане. Ниеден од насилниците не е казнет. Ниеден. Од 54 напади, само 10 се процесуирани до крај. Поднесени се 5 кривични пријави за разни форми на насилство и 5 прекршочни. 43 или воопшто не се истражени, или па полицијата вели дека нема доволно докази или информации да покрене соодветни постапки. Замислете, ако полицијата нема информации, кој треба да има информации? И замислете, 15, мислам, случаи полицијата ги има решено со тоа, писмено ги има предупредено луѓето, немајте вие, не е убаво така да напаѓате новинари. И кога имате вие ваква ситуација на јасна неказнивост на насилство против новинари, вие не можете да зборите. Реагираше ли своевремено Сдруженијето на новинари или реагираше само за оние кои што беа нејзини членови? Ова го кажувам како дел од еден медиум, од еден тим кој што не беше дел од Сдруженијето на новинари, а беше подложено на неколку такви, ајде да ги кажам, насилства, напади. Регистарот на сите напади кои што ние ги регистрираме во Сдруженијето е објавено на нашата веб страна и вие можете во тој регистар ги има сите податоци. Кога се случил некој инцидент, кој го предизвикал, што е причината. Вас ве прашувам некако, нели? Да, не сакам да речам дека ја сега регистар, туку прашувам, конкретно кажете. Значи, ние сме реагирале за сите напади неселективно кога се однесуваат нападите на новинари. Меѓутоа, има една ситуација кога, мислам дека на почеток се соочивме со таква ситуација. Затоа што, видите, ако вие не пријавите во полиција дека сте нападнати, нас еднаш не изигра. На што се должија таквите напади? Ќе ви кажам зошто ние почнавме да бидеме попредпазливи. Затоа што доаѓа некој у канцеларија ве вели Виктор ми има нападнат. И ние реагираме. Меѓутоа, после почнавме и после свативме дека Виктор нема врска, не е инволвиран во таа приказна. Не сеќате, ве стават во ситуација, ве злоупотребуваат. И после рековме, кога ќе има таква писмена пријава дека на некој нешто му се случува, прво бараме во полиција да пријави, за да сме сигурни дека навистина луѓето се сериозни, и после се обидуваме да ги провериме информациите, излегуваме јавно или го осудуваме настанот или бараме од полицијата да ги истражи тој инцидент. Имало ситуации кога, знаете, ние во канцеларијата сме тројца. Замислите, ние не можеме да следиме Фейсбукот. Луѓето пријавуваат за некој на Фейсбук. Извини, ја не сум 24 часа на Фейсбук.
Што ве кошта еден телефон на мене, на директорот, на мејлот на ЗНМ, да се пријавува и после лесно е. Има процедура, внатрешни процедури кај нас како се. Ја не велам дека некој од тие инциденти е дека не сме препуштиле. Наверувајте, тоа не било поради нас, него затоа што луѓето или не известиле, или не известиле во полиција, затоа што ние заземавме став. Тие што нема да пријават во полиција, ние нема да реагираме, затоа што од кај ќе бидеме сигурни дека навистина таков настан се Грозданов, случува. Насер посочи дека истите проблеми во однос на слободата на медиумите постојат и сега, но од друга страна евидентна е концентрација на медиумски работници во новата извршна власт. Дел од медиумите на очиглед на јавноста нема зашто да збориме со... Извини, само уште една реченица. Ние веројатно до средината на ноември ќе имаме извештај за состојбата Така? во медиумите и генерално ќе дадеме оценка и ќе видите дека таа оценка останува како што сме збореле во претходниот период. Дел од медиумите. После некаде мај годинава се разбудија во, ајде сега ќе го крстам така, во еден паралелен свет, во една паралелна димензија. Така се барем оценките на јавноста и очигледно е тука според јавноста играта и политичкиот притисок врз медиумите. Колкава е таа ситуација реална, колкав е тој политички притисок и зошто се случува еден таков паралелен свет, паралелна димензија кај медиумите? Ова прашање после очекуваме одговори од Насер. Прво што се однесува до насилството врз новинарите, јас апсолутно го поддржувам Насер во тоа што го прават и дека не треба да бидат селективни, бидејќи имаше дека ЗНМ не реагира по однос на одредени медиуми, а брани, например, не се сеќавам дека излезе ЗНМ по однос на ТВ Нова кога се случуваа проблемите. Не се сеќавам дека излегоа кога беше нападната Република. Ама знаете вие дека не дојдоа во ЗНМ? Не, Дојдоа пред ЗНМ, никој не влезе во канцеларијата да ме побара мене, да рече Насер имаме ваков проблем. Јас имам... Ама тоа е ситуација? Не, јас имам друг пристап. Не треба никој да дојде кај мене, јас гледам проблем и реагирам на проблемот. Тоа е мој личен став и така сум функционирал кога сме функционирале во едно здружение кое се возобновува. Повторно, што ми е многу драго, од пред 3 недели. И така да во тој дел не се сеќам дека ЗНМ реагираше или па не се сеќам па дека Македонската асоцијација на новинари реагираше па кога имало обратно, што таа поделеност меѓу новинарите ја поддржувам да секој да сака да си членува во здруженијето, меѓутоа во кое сака здружение, меѓутоа треба да има чувство дека ако се случи на некој новинар кој што е припадник на друго здружение, дека мора да реагира да биде колегијален. Како што јас му се јавив на господин Борјан Јовановски, му реков, ако ти се случува проблем, те замолувам да ми се јавиш, сакам да знам и застанувам на твоја страна. Ама треба да ти се јави. Не, Што ти не можеш да знаеш. Јас не можам да знам. Ако случајно, меѓутоа ако сум го дознал проблемот, јас лично му се јавив. Што се однесува за слободата на медиумите, значи се покажа и се докажа дека медиумите секогаш милуваат да бидат дел од некоја политичка констелација. Значи Пржинскиот договор е во делот за медиуми, кога зборуваме, значи е реакција дека до тогаш медиумите биле, да не бидам безобразен, десна рака на тогашната политичка владеачка структура, за после мај да добиеме наеднаш од еден медиум да излезат повеќе новинари и да станат портпароли, значи во новата владеачка структура, како што е Петрица Рачини, како што е Јован од вчерашни вести и ред други, да не ги редам по имиња и по презимиња, стануваат портпароли и они во меѓувреме се бореле за слободата на медиумите. Моje мислење е дека за такви луѓе нема простор да бидат дел понатаму од медиумите и дека треба Здруженијето на новинари МАН да пишува, ако сакаш да си новинар, има да потпишеш договор со медиум дека во наредните 5 години ти не смееш да бидеш дел од политичка структура или дел од државно тело. Едно е да го споменам Роберт Поповски. Напушти новинарство и си влезе во политичка партија, си станал министер. Едно е Миле Бошњаковски, не бил новинар, станал портпарол. Тоа е тука многу легитимно. Меѓутоа овие другиве, кои што трчаа, кои што вика дека имаме фашизам, кои што вика има дека диктатура, наеднаш стануваат дел
од владеачка структура. Тоа е едната работа. Втората работа. Претходно имавме адхок тело, кое што нема да парафразирам како јас го доживеав, да имаше Зоран Трајчевски малку доблест, веднаш ќе си поднесеше оставка, како и целиот совет тамо, дека зашто би постоело адхок тело, кога ја имам регулар тело. Тоа тело исто ги контролираше медиумите, овие само одлучува по она што веќе ќе го изрегулира самата агенција. Која што па денеска самата агенција вика нема све е регуларно, сите известувале како што треба и така натаму. И дека тоа тело, мене ми е многу драго, што се пишува нов закон во кој што ќе им се каже збогом на одредени структури тамо, каде што ЗНМ повторно ќе има одредена улога. Меѓутоа, овој пат ЗНМ остана немо во тој дел и остана немо, например, иако Насер ќе каже требало да ми се јавите, значи имате директор на телевизија, главен уредник на телевизија, кој што јавно, бидејќи Фејсбукот е јавна, значи не е тоа приватна комуникација, туку јавно кажа дека лично ќе се погрижи да одреден градоначалник на одредена општина, дека ќе биде сменет и тоа он лично ќе го прави тоа. Тоа е директна злоупотреба на медиум и тоа никој нема. Стана збор за Атанас Кировски, значи од Телма телевизија. Понатаму имате новинар кој што работи на регионална телевизија, кој што исто така вика демократијата требала да дојде и така натаму, кој што исто ќе се погрижила да биде сменет одреден градоначалник на одредена општина. А во исто време да ја потсетам господјата дека Арапската лига што е околу сопственикот на нејзината телевизија кај што работи, вика прво што ќе направите ќе затворите Ал Джазира заувек. Така да за слободата на медиумите, значи факт е дека имаше одредени проблеми додека ВМРО ДПМН беше на власт. Но тоа не значеше дека СДСМ треба да си ги превземе истото да го направи. Значи комплетна истата слика. Апсолутно. Значи да не зборам за една национална телевизија, која што била поддржувач на политиките на некаква владеачка структура. Па беше ставана во наеднаш, да облага. каже, се освестивме, ви благодариме многу што не освестивте, еве сега ние ќе бидеме, сега за оваа владеачка структура, па им дојде казна да им затворат една штедилница и така натаму. Значи, слободата на медиумите многу ќе биде забавно како оваа владеачка структура ќе го напише новиот закон за медиуми, каде што повторно кажам дека парцијално се влетува. Не се контролираат вестници, бар и тие што останаа. Не се зборува за субвенции за да може да има вестници, затоа што ќе мора да има. Иако за нам не гледам во законот дека пишува. Јас знам дека се борите за тоа. За порталите. Значи воопшто не се разговара. Можете ли да замислите да собственик на еден портал се шета со мобилен телефон, го тормози, буквално го напаѓа, собственик, еден од најбогатите македонци, на јубилеј на постоењето, го напаѓа, тоа е за мене тормозење, и на крај кога му го спуштаат телефонот, значи тамо нема напад да е претепан, туку му го спуштаат телефонот, да каже јас сум нападнат како новинар. Малку тука треба ЗНМ посериозно да поработи на тој дел. Да се знае што е новинарство, што се легитимни прашања, а што е приватност. Видите, вие зборите, се што кажувате, може да се дискутира, меѓутоа вие зборите за последиците од еден недемократски медиумски систем кој беше изграден не од само од времето на ВМРО, тоа е од 91. Така да, 91. Она што ние се залагаме како здружение е да ги решиме причините, изворите на кризата. Зошто ние имаме такви медиуми какви што вие објаснувате дека има во Македонија? Првото го кажав, ако во Македонија системот, власта не изгради институционален механизам за превенција и казнување на насилството на новинари, ние не можеме да збориме за било каква сериозна ангажман на власта. Само ако може да дефинираме што е насилство врз медиуми. Дали сега треба да биде некој претепан или ако земеме има навреди, има заканување. Па ако ти се јавува некој на телефон те пцуе по список тоа што е. Дали ако рековме дека една телевизија, еден медиум кој што бил
вградуван и обвинуван Ама Наум, во зашто обланда. ние влегуваме Се во таа буди- работа? Се буди Зошто во една, полицијата- се буди види, во една види. паралелна Видите сега. димензија Пази, во која ама што понатаму добија ама други напади. дај од ми друга малку, страна. Само дај ми прашам, малку. сакам да го поставам И јас да го, прашањето. ке ме прашуваш, ке одговорам. Само ајде. остави ми да... Кај се изворите, ја тоа сакам да го кажам, кај се изворите на кризата за која збори Виктор, насилството на новинари. Ако не изградиме механизам, полиција, обвинителство, судство, да ги казнат тие насилници, во иднина пак ќе ни се повтора. Државата мора да прати порака дека насилството против новинари е недозволиво и дека ќе го казнува. Првото. Второто. Државата е добро што новата власт вели дека нема да ќе ги стопира или ќе ги укине владините реклами. Меѓутоа, тоа треба да се направи во законот. Членот врз кој но претходната власт ги даваше тие владини кампањи, треба да се укине. И верувам дека и новата влада не ни знае дека тој е тој член врз кој ВМРО, владата на ВМРО ги делеше тие субвенции. Знаете зошто е добро да се јавни пари да не се на тој начин, на тој коруптивен начин да не се влева во медиумите, затоа што се создаваат клиентелистички односи меѓу сопствениците на медиумите и новата власт. Овие им даваат пари, слабостите паѓај на рейтинг. Токму тоа ви го кажав. Да. Значи, телевизијата што ја бранила политиката на ВМРО наеднаш вика сега, ајде тие што станаа неутрални, па ќе мериме. Ама тој тој систем што станал веќе- со им ги измерија 72% да вртиш кон Виктор- другата владеачка структура и да оставиш друго колку Видите, да дај да ги Тоа е адресираме. насилството, тоа Видите, ми е прашањето. или е Тоа насилие било врз насилство. или е Не, не, насилство не. врз медиумот или е Видите, клиентелистички значи- однос. Значи па не е Значи- решен проблемот. Е решен, ќе се реши. Ако го решат, ние ќе видиме, ќе дојде законот. Да, добро. Ние ќе предложиме членот 102 да се укине. Не може таму да постои да им се даде можност, затоа што знаете каква ситуација имаме сега? Сега има политичка одлука да се укинат. Утре ќе му текне на новиот премиер да ги врати тие владини кампањи, ќе ги врати, затоа што има основа во законот. И затоа ние велиме дека тој член треба да се брише од законот, за да со цел не само владата, него и министерствата, и другите агенции, и општините да не можат на тој начин да ги злоупотребуваат јавните фондови. И тогаш ќе сметаме дека владата не се меша, не врши Одлично. финансиски притисок Вие тоа врз што го медиумите. зборите. Одма, во исто време, не постојат више пиар служби, не постојат советници за односи со јавност. Нема потреба. Зашто? Општината има односи со јавност. Ако сакам ќе те слушнам, ако сакам не. Зашто да ги вработува? Тоа се новинари. Еден новинар ќе подпишува договор дека не сме да стане од новинар да стане пиар директор не знам каде. Може така? Ќе го коментирам и тоа. Не, зашто? Па Тоа е прашањето околу финансирање. Тоа е корупција врз новинарите, така му доаѓа од прилики. И третото прашање е Матава. Ние 27 години никогаш сериозно не сме се Матава, занимавале после, со Не, добро, ќе разговараме за за Матава. Матава. Прашање за Да, Матава. и тоа што го кажува Виктор околу Не можете да забранувате. новинарите што преминуваат во политика. Видите, мене искрено тоа не ми се допаѓа. Не, како не во новинар. политика. Само Ајде во политика. Само еден момент. А во фирми? Да влезеш да работиш да. А во фирма? во Само еден момент. Меѓутоа тоа е една тоа е практика која Не, затоа ќе влетате. Еве во- ќе ви кажам еден пример. Затоа ќе влетате и во закон за работни односи, кој што ќе се сложите дека по закон за Видите. облигациони односи во договор, дека ако ставам ја услов дека господинот Наум Стилковски ќе Ако работи мислиме- тука 5 години, Видите. дека 3 години не сме Ако да премине мислите на друго дека со место. закони дека со секоја ситуација во животот Не, не, можете да го регулирате Да, со не, закон, не, не. тоа е неможно. Меѓутоа, вие ако ги решите, ако ги решавате изворите на кризата, со време работите ќе се расчистат. Вие имавте новинар на Нью Йорк Таймс, стана портпарол на Клинтон, Стефанополус. Така е. И стана и му заврши мандатот на Клинтон, се врати пак во Нью Йорк Таймс. Сега, ако Америка е некој мерило, тоа е проблематично. Многу се далеку нашите медиуми од Нью Йорк Таймс. Наум, тоа е проблематично. Ја тоа не би го правел. Добро, уште Да едно заминам во политика, да се вратам пак во новинарство, тоа е ненормална ситуација. Меѓутоа, тоа е прашање кое што зависи од луѓето кои што тоа го прават. Не можете вие со закон тоа да го можем со договор. Може ли да повикам реклами сега па да продолжиме? Да. Гледам дека дебатава ќе оди во добар правец. Ајде да ги погледнеме рекламите па се враќаме веднаш со Селмани и со Грозданов. Еве не повторно назад во отвореното студио на телевизија Нова. Со мене се Насер Селмани и Виктор Грозданов. Разговараме
за слободата на медиумите, односно насловот на вечерашната дебата е дојде ли слободата во медиумите со смената на власта. Пред мене се дел од забелешките и од извештајот на Прибе и од белгискиот експерт Питер Ван Хојте, нели, кој што се врати во Македонија некаде во јуни, но предходно, еве на крајни оној предизборен процес, ќе ве прашам двајцата дали се исполнија медиумската улога, дали беше исполнета во рамки на овие избори, односно дали медиумите ги исполни очекувањата на јавноста или на партиите, дали воопшто се даде една комплетна слика со оглед на тоа што дел од кандидатите за градоначалници доаѓа во едни медиуми, а другите во други медиуми, воопшто и да немаше некоја јавна дебата сеопшта. Ова е интересно прашање, бидејќи директорот на агенцијата, кој што треба да ги контролира медиумите на почетокот на изборниот процес заедно со Виктор Грозданов беа во ова студио, ова за тебе Салмани, каде што ја очекував дека он ќе ги повика партиите да влезат, да ги соочат во, нели, во интерес на јавноста своите ставови, меѓутоа до тоа не дојде. Па еве повели како ти ја оценуваш ова медиумска слобода во насока на овие избори? Видите, ја не можам да речам дека во Македонија медиумите се слободни, се додека не се адресираат тие проблеми кои што ние ги сметаме дека се извор на кризата во медиумите. Кога ќе ги адресираме тие проблеми, реков, насилството, финансирањето на медиумите, МТВ, транспарентноста на институциите, подобрување на работните услови на новинарите, тогаш ќе видиме дали како тој дел од законодавството се применува и какви ефекти произведува. Значи, сега ја да тврдам дека Македонија дојде слободата во медиумите, тоа не можам да го кажам, затоа што има толку проблеми кои што не само што не се решени, него не сме ни почнале да разговараме да ги решиме тие проблеми. Како проблеми. колега новинар, како вие гледате на овие прашања и председател на едно здружение новинарство? Околу начинот на известување. Видите, тоа е една презасилена, како да речам, некоја ситуација. Мислам дека и медиумите се ставени во една неприродна ситуација. Сите им дишат на глава, политичари, дипломати, не знам, им кажуваат како треба да известуваат. И затоа тој начин на решање на проблемите за мене не е неприфатлив. Дај прво да ги ослободиме медиумите од такви притисоци, па после ќе цениме како медиумите ги покриваат изборите. Не можете вие да барате одговорност од некој на кој што му се врзани раците и нозете. Ако има некоја формална, некоја подобрување, кое што е изнудено, има. Меѓутоа, далеко е од она да биде таа ситуација одржлива. Далеко од тоа медиумите независно, медиумите без притисоци од надвор да воспостават стандарди за начинот како треба да известуваат за изборната кампања. Затоа што практично во изборната кампања вие гледате колку се медиумите професионални и колку се тие независни. Салмани, се говореше дебата, недостасува дебата. Дојдоа соочувањата, првиот официјален тест за тоа дали има демократски капацитет новата власт, еве да кажеме, нели, дојде слободата како што сакаат, практикуваат да кажат во рекламата, во кампањата и воопшто не се доаѓа на соочување. Јас лично водев дебати овдека, предизборни дебати, во кои што, да речеме, со тешки маки доаѓав и лично до кандидатите, кои што и покрај очекувањето и најавувањето од нивна страна не доаѓа. Знаете зошто така се однесуваат партиите? Затоа што во суштина партиите не ја прифаќаат улогата на медиумите во една демократија. Тие медиумите ги гледат како инструмент за манипулација. Тие точно знаат кај треба да одат, за да впечатокот после во јавноста да биде позитивен. Тие не би сакале да одат во неутрален или во спротивнички табор, за да тамо не знае што ќе се случи. Што значи спротивнички табор? Па да речеме, еве, власта во опозицијските, што се сметаат, тие ги сметат за опозицијски, или обратно. Ако вие во демократија не можете дебата да развиете, тогаш каква демократија сте вие? Знаете, тоа важи и за власта, пред се за власта, но и за опозицијата. Токму и за власта говорам, затоа што очекував дека можеби ќе дојде, ако веќе се фрлаше... Ама и опозицијата има обврска да партиципира во дебатата. Ја гледав, например, имаше и интересен развој кај албанските медиуми. Вие знаете дека
Во 90% од случаите, сите големи актери во изборната трка беа дел од таа дебата. И не изгледаше лошото. Верувајте. За жал, во другата страна, во македонскиот блок, речиси да немаше дебата. Ја не можам да замислам како може да имаме избори, лидерот на опозицијата и премиерот да не се соочуваат на дебата. Тоа. Значи, ајде, лидерот. Зборуваме за кандидати за градоначалници на определена општина. Урбана, рурална, не е зашто важно. ви реков дека ние сме ставени во ненормална ситуација. Ме разбирате? Так. Тие уште, нашите политичари уште, ја мислам дека не сака да ја разберат која е улогата на медиумите во Македонија. Тоа е независна власт. Вие не можете да ја ставите шепата во медиумите и да речете еве медиумите се. Не. Медиумите, ако ја ви тврдам, ако успееме да го изградиме тој механизам кој ќе биде ефикасен за против насилството на новинари, затоа што тоа е алфа и омега, без тоа не можеме да дискутираме за други прашања. Ако го регулираме начинот државата, владата да не може да упаѓа во медиумскиот пазар, ако го кренеме МТВ, ако ја ги отвориме институциите, ќе видите дека и нивното однесување ќе се смени. Премногу ако, за да дојдеме до прашањето. Дали и Насер Селмани не може да каже директно апел до политичките партии да не си поигруваат со медиумите, бидејќи медиумите се во насока на запознавање на јавноста. Ја едно можам да им ветам, дека било кој, ова власт, таа што замина, некоја нова што ќе дојде, дека Насер Селмани нема да седи со вкрстени раце и дека ќе направи се што е во негова моќ да им ја растури приказната. Затоа што имаме и ние пријатели и внатре во Македонија и надвор. Имаме колеги, ние сме членка на Европската федерација, па добри релации со другите медиумски организации. Ако мислат дека тој филм што имаат намера некој да го продаде, дека ќе го продаде како еве се врати слободата, без да се решат овие проблеми за кои ние се залагаме, верувајте дека таа приказна можат овде во Македонија да направат некој филм за месец, два, три, меѓутоа таа приказна надвор нема да се продаде. Грозданов? Па овака како што збори Насер Селмани, доаѓа дека господата што сега се власт, дека извршиле класична измама, дека слободата на медиумите ќе ја решат или дека била заробена. За да дојам на власт, а 5 години да зборам дека имам корумпирани, зборам како политички партии, да имам корумпирани медиуми, тогаш значи ја ќе влезам спремен со закони кои што ќе ги решам во многу брзо време. Ние се имаме ситуација. Па и тоа не е добро на брзо време, затоа што во трчање... Како сега ќе дебатираме за да си оправдувам ја средства дека треба да дебатирам? Нема, владата вика, ние дали ќе треба да донесеме закони кои што ќе влезат во кривичен законник дека ако ве нападнат вас, дека тој што ве нападнал ќе лежи 1 година затвор и така натаму, треба да биде спремен за тоа. А не сега, добро, сега само што дојавме на власт, па да почекаме едно 5-6 месеци така да се стабилизираме, сега ќе отвориме дебата. И кога ќе отвориме дебата, така ќе трае едно 2-3 години, за да си ги фатам ја, како не, ќе си ги фатам ја конците кај што треба и ќе си продолжиме натаму. А во меѓувреме јавната дебата ќе останува. Јавна дебата, тука со соопштени, пишувајте ми на веб страната, таму најубаво ќе ме најдете или на Facebook страната моја. На Facebook тоа е новото. Тоа се види дека е класична измама, колку да се дојде на власт. Што сгрешила ВМРО ДПМН, тоа ќе им го ставиме на политичките аналитичари, зашто треба да бидат сменети така натаму. Во делот на медиумите нема апсолутно никаква идеја што треба да се направи. Тоа е факт. Значи ја ве поддржам, само момент, ја ве слушам внимателно. Но тие не се доволни. Така да има промени, онака место точка се ставивме запирка и еден прашалник после тоа. Шминка или шминкера е класичен. Што би се рекло стајлинг во некоја телевизија. Значи, за прв пат полицијата ни доставува извештај за нападите на новинари. Не е само полицијата се. Ама, знаете, тоа е нешто. Кога некој тоа не го правил, а овој новиот тоа го прави, тоа е нешто. Значи, ние веќе точно знаеме кој случај во која фаза е. Не е само сега не се занимаваме само со случувањата внатре во медиумите. Сега разговараме за јавноста. Прашањето беше без да ги адресираме проблемите во нашата фела, ние не можеме да се отвориме кон јавноста. Ние имаме внатре проблеми. Тоа значи дека сега за нама треба да даде оценка дека политичките партии се однесувале крајно некоректно за време на изборите, односно дека дебата немало, а цело време се зборуваше дека сега ќе дојде новата. Зарем тоа не е очигледно? Па ја не го слушнав одговорот, ја затоа го поставив. Па што реков ја дека Не, во ред, очекувам дека рековте ќе имате извештај кои што ќе ги дадете и дека ќе процените дека апсолутно ништо не е променето од она што беше претходно. Реално борбата беше
дека медиумите се корумпирани, затворени само и се отворени за една политичка партија, друга политичка партија ја известува дека нешто кажале. Сега имаме обратна ситуација, значи кој каде си има пријатели ќе дојде во телевизија, кој каде што нема пријатели нема да дојде. Или всушност си ги поделија медиумите онака како што И зборите за медиумски слободи. Еве ќе ве прашам вака. Може ќе се согласите, може нема да се согласите со мене. Драган Антоновски, член на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, се бунтуваше дека се корумпирани медиумите и дека изборкан од работа насилнички затоа што он пробал да ја внесе демократијата во Сител телевизија. Судот го врати назад на работно место, бараше човекот да се врати на истата позиција која што телевизијата, сега дали тоа нормално или ненормално, од сопстvenичка гледна точка можеме да дискутираме. Меѓутоа, он сега така независно, така медиумски слободен, стана директор на МИА, Македонска информативна агенција. Така? Што е спорно сега? И наеднаш ги врати сите дописници и наеднаш ги прераспредели тие кои што малце размислувале како ВМРО-вци ги стави. Сега више ти нема да бидеш уредник, сега ќе бидеш дескаџија и така натаму. Така да, господине Селмани, вака многу е убаво. Знаеш кога ќе оцениме работата? Не, ја не зборам за вас. Работата на Антоновски, кога ќе си замине од МИА. Дали тој До тогаш кога може ќе ја замине? Не, видите, па сега како ќе оцениме? Како ние? До тогаш да молчиме. А зошто да не биде? Која е причината? Вие сакате тамо да има некој непрофесионален новинар? Кој треба да биде директор? Значи, ја не ја ценам професионалноста на Селмани. Ве кажувам постапката што ја прави. Нели, ако си ти демократа, сега ако некој зборува повеќе... Еве шанса во поголем интерес, да го оствари тоа за што се залагаше. И ние после ќе му речеме, значи, вашата намера не било... Еден дописник му избега веднаш, Горан Момировски, сега така, слободно ја напушти. Добро, ама тие дописници имале дипломатски статус, таква... Ја не знам дека нека имале... отвори. Ма видите, луѓе, нека немојте отвори да зборите видиме. така. Ние Зашто немаме да не зборим? дописници во Македонија, ќе правиме дописнича во Њујорк. Вие знаете дека МИА нема развиена дописничка мрежа во Македонија. Нема. А вие отварате во Њујорк, отварате во Берлин. Па тоа е награда за тие луѓе кои што служеа на режимот пред тоа. Немојте, па ги знаеме тие. Значи кога е СДС на власт? Демократија цвета на сите. Не го реков тоа. И па он е време на СДС директор на МИА, не само да потпрашам. Нема потреба да ги дописници, тоа црно-бело, не е црно-бело. Нема потреба од дописници во Брисел, во Вашингтон. Не, прво ќе ја развиеме. Не, има потреба. Но прво треба да имаме во Македонија. Добро. Глупо е да немаш ли дописник во Плочани. Глупо е да немаш дописник во Гевгелија или не знам. Само за да ве подсетам малце, бидејќи многу се злоупотребува името на Никола Младенов, на една дебата, не можам да се сетам, во времето на владење на Љупчо Гергиевски, зборуваше како може Македонска радиотелевизија и МИА да нема дописници во Софија, во Белград, Сараево, Загреб, Љубљана, Брисел, Вашингтон и така. Сега дошол некој, нашол некакви комбинации за да ги испрати тамо да земаат некакви средства, не зборам за квалитетот на дописниците. И сега најнаш ги враќаме, бидејќи сега слободата е. Сега е многу битно да имаме домашна така е, многу е битно во Штип да имаме дописник, ама за Брисел ќе разговараме кога ќе дојде време. Не, за Штип ќе се види. Така побитен е Штип цел моментов. Свети Николе, например, Демир Капија да видиме кога е Гроздобер. Што има ние сега со Брисел да се како ние ќе пренесеме некоја за Брисел, а нашите луѓе не се информирани за тоа што се случува во Македонија? Кој е тој медиумски систем? Добра. Имаат ред, ја не велам дека не треба, но прво дајте зошто ние бараме толку пари. И баш требаше вие да ги вратат од таму за да ги стаат овие дописници. Добро, еве кажи ми една многу е клучен дописник, многу е клучен дописникот од Демир Капија. Ај баш сакам да видам на кој начин известуваат тие наши дописници. Што ни доловија од... Вие постоите. Па сега. Затоа вие постоите, затоа сте здружение на новинари. Например, за едниот од нив се збореше дека има многу блиски средби со Горан Живаљевиќ. Дури викаат злобниците дека бил и Дедо Мраз на една прослава за децата на Живаљевиќ, кои што се близначиња пати. Ја до толку детали не знам, меѓутоа знам дека... Па не е така вика злобниците. Тоа што треба да се направи е да се развие дописничката мрежа, да се подобри известувањето на МИА. Ама се ова се фрази, да се подобри. Тоа е за поздравување. Па ние тоа го очекуваме. Апсолутно е нешто што треба да се возобнови. Ако беше сакате да ги згаснати во јавниот проблемите, сервис, треба да влезете директно на проблемите. Што би се рекло вака,
ај по-скопски, клизачи во проблемот, влегуваш, го издигаш у вис и ако го дочекаш на земја во ред, ако не, дегажмант во историјата. Така се решаваат проблемите Има во повнимателен однос на начин како се А, решава. добро, ќе го Ајде, во рамки на повнимателниот однос може и да кажам Ја не дека се сложам у повнимателен може однос, би само е да- дел од оправдувањето на дел од политичките партии и учесници во овој изборен процес, тоа што навистина Нема оправдување. голем број Не на- учествува на- во дебата, нема Еве, оправдување. Тоа значи дека Вака имаме само јас нешто иста што го имам ситуација. слушнато, премногу учества по медиуми, бидејќи има голем број на медиуми, сите прават изборни дебати, не можам да постигнем секаде. Едно од оправдувањето на кандидат за градоначалник, кој што и јас лично го имам добиено. Но тоа не ги оправдува воопшто, Апсолутно. особено они Тие мора да сите најдат партии време имаат сака да центри за бидат комуникација кои градоначалници, што, нели, немаат определуваат време да каде одат по ќе- дебатни емисии. Тоа Пред да преминеме на, рековме, Ван Хауте и Прибе, нешто што беше основа на пржино или она што се велеше делот за слобода на медиуми, јас само едно ќе прашам како Сдружение на новинари, според новиот договор со Бугарија ќе се ревидираат и цензурираат, предпоставувам, медиумите во Република Македонија, веќе се бројат содржините во Софија за се она што они го сметаат за непријателство кон Бугарија и оној делот контра добрососедскиот договор, нели, кој што е потпишан и чека своја верификација во собранието. Има ли за нама став по ваквите прашања? Може ли една политичка гарнитура да потпишува договор кој што навлегува во медиумската сфера без тоа да се не е консултира политичка со вас? гарнитура, тоа е влада на Македонија. Добро, Тоа не е, тоа е институција. политичка гарнитура, што е спорно во тоа што е политичка гарнитура. Ама тоа е во име на државата тоа го прави, не го Име на прави во државата име кој ќе помине на во партијата. Дали е претходно Па во да. собрание усогласен текстот? Па ќе се веројатно ќе оди Не, на право дали е усогласен ваму па да биде дека е државен став. Видите, Не, јас тоа сега е со договорот со Бугарија. Ме Добро. интересира какво е мислењето, што они ќе цензурираат. И како може да ми забранат ја да зборам што а вака сакам. да се договориме. Дали мислите дека во македонските медиуми има Дали воопшто бевте прашани говор за на вакво? омраза против Бугарија? Или против бугарите? Дали во изминатиот период во македонските медиуми имаше појави на говор на омраза против бугарскиот народ и Бугарија како држава? Имаше. Дали во Бугарија немаше такви Обратно, Ја не живеам во Бугарија, јас зборам за Македонија. Добро, види сега има Веројатно медиуми тоа кои ќе што биде може да се поставено- гледат. Да. Ја лично можам да посведочам за цели страници каде што има вицови за македонци. Да. Во Бугарија. Има и обратно. И од Македонија. Нема. Што е говор на омраза? Посочете ми ве молам медиум кој што се занимава со цела рубрика вицови за Видите, македонци. на пример, еве, за една ме интересира сега еве да на знам, пример, што е говор на омраза против бугарите. еве на пример една предрасуда дека Бугарија мешаат фашистичка држава во времето. Видите, тоа е дел на историјата. Сега не е Бугарија да ја Прашам за мешате со режимот за време на Втора светска војна, Бугарија беше окупирана земја во рамки од Германија. Како вие сега ќе осудите исто Молим те за историја, немој грешиш многу. како Он е сојуз. Тоа е исто како Полска, што македонските Тоа е медиуми сојузник. ја прават истата грешка, велат Че не Холокаустот во Полска. Дали Море луѓе. некој може Че не да Каква смее да каже- Полска? значи, Каква само- Полска? За да ја заврши. Тоа е окупирана територија од нацистичка Германија. И тој злостор е направен од Насер, фашистичкиот режим на Кец по Хитлер. историја имаш у секунда. Добро, Значи- добро. И затоа полскиот амбасадор постојано се појавува во македонските медиуми, им кажува на моите колеги како не треба да известува. Значи, И има Полска право. и Бугарија се две различни нешта. Сојузник на нацистите од Германија. Ајде. Да ги прецизираме. Бугарскиот народ бил сојузник Дали на... мора Немојте, бугарска бре, луѓе, комисија такви. да ги Немојте, цензурира? бре. Беше баба ми Или- беше сојузник. Као македонка. Значи што еве Немојте, бе. историскиот Значи, еве дел центар за холокауст на евреите, А- сега ние не смееме да кажеме дека 7000 евра. Гроздано Чекај, Салмани, вие мислите прашањето- дека во Македонија немало македонци и албанци овде кои се работувале со фашисти? Имало. Па сме и ги што капнали. сега македонците се Селмани. виновни за... Селмани, Немојте. прашувам, Селмани. прашувам, Тоа значи Значи, се сака колективна вина. Не познаш. Селмани, Тоа го нема никаде. Јас прашувам, Нема дали врска. мора бугарска комисија или дел Не од може Мешовита бугарска- комисија, да, па така стои Видите, во тоа договорот. значи тоа се преговори тоа до прватке. Не, тоа е затворен договор. како? Тоа е затворен договор, не се тоа преговори. Преговорите помина, дури и се изглуминели она во парламентот дека се бара мислење од опозицијата. Вака, значи ја стварно не сакам да навлегувам за Прашувам, односите.
Дали мој текст кога јас ќе го напишам, ако нема говор на нема омраза, никој мене да ми однесува кажува како треба ја да известувам за односите меѓу Македонија и Бугарија. Очигледно дека Нема да ми кажува затоа што ја правам разлика меѓу што е говор на омраза, што е дискриминаторски говор, што значи тие работи. Ако јас го коментирам наставот на Божидар Димитров, кој што вели нема македонски, Зависи не постои како македонска нација. Што тоа значи? Тоа значи дека вие треба да вратите со говор на омраза? Не е тоа говор на омраза. Јас само го пренесувам и коментирам дека човекот така кажал. И мене ќе ми го бројат како напад врз Софија. Не, вие ќе речете дека тој човек збори глупости. Толку. Што има друго да се каже ако некој го негира македонскиот народ? Кому му е дозволено да ги цензурира медиумите внатре? Јас тоа го зборам. Вам како неможно, апсолутно тоа е. Како лидер на новинарско здружение, мислам дека тоа е апсолутно неможно. треба да реагирате. И не Апсолутно. реагиравте за тоа, затоа ве прашувам. Кој е Апсолутно. ставот Тоа е на ЗНМ? нонсенс. Дали ЗНМ самостојно послушнат глас или како беше за обвинителството, или требаше да ве Да ви прашате кажам или не ве една прашале работа за таа само. работа? Ние во Македонија мешаме многу ломци. Знаете дека Европскиот суд за човекови права единствена основа за да оправда мерка новинар во затвор. Европскиот суд го поддржува во одредени ситуации новинари да одат во затвор. Тоа е говор на омраза Така. и повикување на Така. насилство. Прашањето е следно. Ако Дали ако Сдруженијето на заради новинари ова имавте и некој рушење сака на да уставот воспостави ограничување на слобода на изразување, ја тоа немам ништо против тоа. Бугарската министарка за надворешни работи излезе, значи уште пред да се потпише договорот и рече во последниве месец дена има толку и толку статии напишани во електронските медиуми, толку во печатениот медиум, толку За Македонија. за Македонија кои што се А ние ги следиме нив негативно како? Да, ние ги следиме. или не ги следиме? Не ги следиме. Па Па прашањето тоа е покажува дека тие се посериозни од нас. одлично. Тоа покажува дека Бугарија е посериозна држава од Добро, нас. може вака да се Јас само прашав кој е ставот на ЗНМ за тоа што Бугарија според договорот ќе цензурира и ревидира. Не може медиуми. Бугарија да цензурира во Македонија, тоа е јасно. Ќе го посочите ова како ваш став Апсолутно. на средби кога ќе имате во Апсолутно. со Не власта? само Бугарија, ни една земја Со власта. нема право Дали ќе един речете зошто не се консултиравте со нас барем да видиме во кој дел би требало да бидат овие работи. Добро, кога веќе се отворивме на надвор, ајде да видиме 15 септември чинам тука некаде кон средината на септември вториот извештај на Прибе. Што вели Прибе за препораките кои беа дадени за медиумите? Значи тоа вие знаете дека законот кој што е напишан од страна на господинот Питер Ван Хојте, ние го преточивме во практично тоа беа негови предлози, а ние го преточивме во закон и лани во март го доставивме во собрание. ВМРО тогаш не ни сакаше да разговара за тој закон. И ДУИ и ВМРО гласа против, не прифатија ни да се разговара за тоа. Добро, ние истиот закон го враќаме на дискусија и сега има расположение од оваа влада, истиот закон. Исто ДУИ сега го прифаќа. Не, Што за не ДУИ сакаш да некам да зборам веќе, што има да кажам. Сега Може ги да посочивте, Знаете, ги посочивте ВМРО и Видите, ДУИ сега мислам, губиме време ако Добро. посветиме внимание на ДУИ. ДУИ веќе мислам ќе ја симнеме, ќе го симнеме нивото на дискусија. Препораките за медиумите дадени значи, 2015 новата се влада, применуваат само во ограничен обем. премиерот, ние знаете дека имавме 3 средби со него. Така. И тој вети дека истиот закон ќе го стави во влада, ќе помине во влада и ќе остави во собраниска дискусија. И ние го држиме за збор. Тој текст на законот е пратен... Истиот оној кој што беше одбиен? Да, Без да, да, се од ВМРО, да. Така, и Да. не се Не се повторно прифати се. Добро, не направивте еден обид да видите што беа забелешките тогаш што сега? Значи, како да видиме забелешки кога не се отвори расправа за тоа. Добро. Ако е тој закон, тој ние што сме го ставиле, значи има трага, законот Така. беше доставен во собрание. Ако е тој закон помине во влада, се разбира дека ние имаме дополнителни забелешки во меѓувреме, затоа што сметаме дека може да се стегне и да се подобри. Ние ќе го поддржиме. Кажавме точно и јасно во кои делови не се согласуваме со намерите на владата. Тоа е процентот за финансирање на МТВ и има некои таму членови кои што треба да се бришат, кои и ние и тие веројатно не ги имаат предочено тоа што го зборев за владените реклами. Тоа беше делот, се извинувам, околу забелешките кои што тогаш ги посочија, нели, ВМРО и ДУИ, беше дека
како беше дел од невладиниот сектор треба да игра улога во креирањето на медиумскиот сектор? А кој треба? ВМРО и СДСМ тоа да го Прашав. Дали беа Значи, тоа забелешките? Видите, во еден партизиран Прашав крајно... дали беа тоа забелешките, така? Не, ВМРО немаше забелешки, ВМРО одбиваше да разговара. Сега имаше... Ја не ни се сеќавам ВМРО. За ВМРО имаше една, би рекол, чудна ситуација. Вика, земете било кој закон од Европа, донесете го во Македонија, ќе ви го гласиме. Мислам, тоа беше. Не можете вие да направите копи-пейст решенија од било која европска земја. Секоја земја ги има своите специфики. Ние забораваме дека Македонија излезе од еден систем кој што се викаше комунизам. И ние да се споредиме со Финска, со Белгија, со Англија, тоа апсолутно нема никаква логика. Само една да завршам. Значи, тој текст од законот е пратен на експертиза во Советот на Европа и во ОПСЕ. Ке ги чекаме експертизите, ке видиме и ке седнеме пак ке разговараме. Значи, ЗНМ, ставовите што ги имаше во 2016 ги има истите и ке се бори до крај тие наши забелешки да се вградат во законот кој практично може би е не скромна, но е наш закон. Законот што го напиша или препораките што ги напиша господин Вановите се 90% наши предлози и тоа сите го знаат. А ако биде така, ние ќе го поддржиме. А ако не, тука сме, ќе седнеме, пак ќе разговараме и ќе бараме, ќе видиме како ќе се поставиме. Може? Повели. Прво, Питер Ван Хојте е писател од Холандија, ово е Питер Ван Хауте. Питер Ван Хауте. Второ, точно дека сме биле во социјализам и сме имале сериозно развиен радиодифузен систем кој што Европа го има ископирано од бивша Југославија. За ваша информација... Идеолошки. Не збориме за идеологија, збориме за радиодифузен систем поставен во целост. Новинарството е само 17% од... Која промовираше комунистичката идеологија. Значи, господин Селмани, ја ве слушам, внимателно не би влегол во збор. Значи, радиодифузен систем не е само новинарство. Тоа е 17% во еден таков систем. Да ви кажам како го земале и како го перципирале и како го створиле. Например, АРД направен на системот на СФРЈ. Вака колку за информација да имате. Радио телевизија Скопје имала телевизија кога Турција не ни знаела што е телевизија. Така да... Тоа е историја. Не, тоа е за да сватите дека во Македонија не живеат толку сериозни непознавачи на радиодифузијата. Радиодифузијата не се креира само од новинарството, радиодифузијата се гради до овде, после таа се надградува. Јас ве разбирам она што го зборувате дека предлозите на Питер Ван Хауте треба да се прифатат, меѓутоа треба да сватите дека може да влезат само во делот на новинарството. А пред половина час разговаравме дека во Македонија не дојде никаква слобода во медиумите, туку дојде сега јас контролирам доволен број на медиуми за да имам поголема медиумска присутност во државата. Тоа е првата работа. Втората работа, ви кажав, сериозна политичка структура, која што ќе влезе да раководи институцијата влада на РМ, треба да има пакет на закони спремни од претходно, за да може што побрзо да разреши ситуацијата која што била диктаторска, во наводници. Не да чекаме да отвараме дебати и да поминува... Кога мислиш на во изборна кампања тоа да го Сега правиме? јас ви кажувам... Ама треба и моментот да се погоди. Еве ќе се погоди за 3 дена. Па ќе завршат изборите, ќе го отвориме Значи, тоа праш. кога ќе се станува збор за дебата, или ќе иде тоа брзо да се заврши до 1 јануари, со конкретни решенија, кои што ќе донесат благосостојба во бизнисот за да можеш да опстоиш, или ќе бидат само адхок решенија кои што ќе решат некакви си символични смени на агенцијата и никаков друг тип. Значи, ако разговараме така, тогаш сме дошле во ситуација да политичката структура што ја раководи институцијата влада на Република Македонија се водела од принципот сјаши курто да узјаше мурто. Така ништо не сме постигнале. А што се однесува до Тоа ќе го видиме. Тоа ќе Тоа видиме. допрва. Патем. Значи, јас во ниеден со 1 милиметар не го почитувам Питер Ван Хауте, прво затоа што даде класична навреда на сите оние кои што напишале закони. Само за ваша информација, во 2000 година законот за радиодифузија во Република Македонија беше оценет како трет закон по рангирање
со европски нормативи И затоа дојдовме во до ова Европа. дереже. Абе, сега за до ова дереже, ја ви кажам како било. И сега дојде Питер Ван Хауте да кажува дека вие таков ви е менталниот склоп, не знаете сами да пишувате, Па ние ќе ви да, кажеме. во Македонија нема ментален склоп кој почитува слобода на говор. Нема више. Во слобода Македонија на говор. политичките партии не ни сакаат да разберат дека медиумите треба да бидат независни. Не го разбира тој, нека да го Како што и разбира. новинарите треба да разберат дека сега да да прашам, зависи да го животот. Тоа преформулирам. Ивановите имаше право, Да го- кога рече дека ви имате проблем со менталитетот. Да, баш Дека не може владата и Ајде опозицијата да ги контролираат преформулирам медиумите. уште еднаш. Еве го Да, на од Да имаше некаде паметна февруари, држава, ќе оставаше јануари, персона нон февруари грата, 2016 година ставот зошто не се прифатило и не се разговарало за овој предлог закон кој што велите дека сега Видите, дали вие се Само дали малку вас да- ви само малку да прашам. се сеќавате дека ние Ван почнавме Хаутте институционален само- разговор со да. со владата на ВМРО. Ама само да прочитам кои биле 2011 година. забелешките и зошто ваков закон би се прифатил. И тогаш ја повторно бев ќе ги има ставена- истите забелешки, ќе има сега повторно опозиција која што ќе Сега го вие се критикува. персонифицирате со една ситуација. Значи, И јас сум не. имал такви ситуации, па што? Може Не, да прочитам? нешто Па мене друго владата сега. на СДС во 2003 Министерство за транспорт и врски ми пушта празно плико со печат архивски број Не, дека не, сум не, го примил. не. Тоа знаете што се Таков, вика? И не, ние немавме таков диалог. Епа. Не, ние имавме сериозен Празно диалог. плико. Оти Не. многу беше демократски. Имавме сериозен диалог зашто Вие сте потпишавме дел од и лоби група, меморандум. вие сте И- дел од лоби група и ќе на врз вас ќе се случуваат ситуации кои што мора да ги истрпите и да дојдете во ситуација да се кажете дека сте расположлив играч и човек кој што го Апсолутно. оценат. Па И затоа тука нема ние што сме да се дел од таа шалите. приказна. Сте пуштиле 3 писма, не ви ги фатиле, ајде, абе ќе му пуштам пораки на премиерот у 3 сабајле. Нека дојде, нека му апси. Кога ќе ме примиш на средба? Вие Треба да си знаете досаден дечко. колку писма сме пуштиле Абе, писма. до ВМРО да И ја Може ли, пуштав може писма, ли, поголемо може ли да чудо. поставам да Немојте прочитам така, ќе што биле најдете форма. забелешките за да видим Тоа значи сега дека у дали вас е грешката, тоа не тоа. у ВМРО ДПМНС. Според, еве да речеме, Не, ова е неприфаќањето се однесувало на фактот дека, како што замислите велам. за слобода за ваквот на ова дереже кој што сме сега за слобода на медиуми со Уганда сме биле ние во Сдруженијето на новинари, а не Никола Груевски. Замислите овој начин на размислување. Не е ова начин на размислување, ви кажам, сте требале да бидете упорен. Што треба да Добро, сега има нова власт. Сега Така. иде на ново. Тоа што било, завршило во мај и веќе има ново. Сега треба нели да се има Така, нови за тоа збориме. нови релации да се воспостават. Така, имате нови релации со власта. Според предлогот на Ван Хауте, како беше оценето до оние кои што не го прифаќа, вели, предлага невладините организации, еве нема да споменувам имиња, според кои што нели сите се со определен финансиски извор поврзани, треба да го формираат речисици од Совет на Агенција за медиуми, со што оваа институција не би била ништо друго освен продолжена рака на СДСМ во борба со најголемиот политички тоа се- непријатели на Заев, односно медиумите. Видите. Да се подсетиме дека имаше таква изјава, нели, медиумите најголеми непријатели биле. види. Имаше и од претходниот премиер. Апсолутно. Одете, прашате сега ги истите медиуми дали се на ист став, па ќе видиме. Не видите, дека премиерите, да ви кажам нешто. Видите, Ако ние Никола тоа го Груевски- поддржуваме, Агенцијата за затоа медиуми што, да видите, може по собствено што не ви е убедување јасно и според Не, желбите не, да казнува не, и затвора телевизии. Не Ќе е може ли така, тоа да бре, се прави? луѓе, не е така. Прашувам. Не е така. Не, прашувам. Значи, прашањето е многу едноставно. Во партизирана држава, Европската Унија ни вели дека ние сме заробена држава, вие разбирате што значи тоа? Тоа во превод, овде што луѓето не сакаат да го разберат, знаете што значи тоа заробена држава? Полициска држава. Ние тоа не сакаме да го признаеме. Може само едно А таа прашање, полициска држава ја креира Не се возбудувате, ВМРО господин и Салмани, СДСМ. И сега Може работата едно е прашање ви како тој систем да го практично да го распуштиме, да изградиме систем кој што ќе се базира на основните демократски начела. Кого посочивте дека е за таква држава? ВМРО и СДСМ? Па нормално дека Кого тие преговарате за медиумите? зборам ја за минатото. Таа полициска држава, таа оценка е дадена пред колку? 6 месеци. Не е дадена сега. Да ви Значи, поставам едно сега прашањето, партизирањето на системот е еден од најсилните алатки на полициската држава во Македонија. Ако сакаме ние да имаме кредибилни независни регулаторни тела, а една од тоа е и медиумскиот регулатор, треба тој регулатор да се департизира. Луѓето кои што ќе влезат таму ќе бидат професионалци, а не партиски членови на Исто како ВМРО или на СДСМ. Адхок телото што беше? Не. Затоа што тие луѓе што ние ги предлагаме, тој систем што ние го предлагаме, тој да биде избран, ќе треба тие луѓе да исполнат одредени критериуми, не може било кој да биде предложен.
предлагаме тие луѓе да излезат пред Собраниска комисија и да објаснат зошто тие луѓе сакаат да бидат членови на таа комисија. Само да ви поставам едно конкретно прашање. Чекајте, може Како господин колеги, мене ми е нејасно. Може За да Дуи не- велите, Дуи одбивал, ама овој Дуи не е тој Дуи. СДСМ кој што воспоставил систем заедно со ВМРО, сега не е тој СДСМ. Не, видите сега, ама ми ставате, значи, Не. се обидувате да ми ставате, значи, сега воопшто прво до... почитуваме, мислам дека доволно се Да, почитуваме. меѓутоа е дека нема некоректно таква- да ми ставите дека ја реков дека заробената држава е резултат на владењето на Никола Груевски и на сите претходно што беа. Не го може ли врзувам да- сега. Господин Ако Салман, ако може вас ви малку треба да слушате? кажам дека и Заев е во тоа, ја тоа не го кажувам. Мене Ќе ми видиме, ќе видиме дали Заев Мене ми ќе треба. влезе во таа шема. Може ли да ви Ќе поставам? видиме, ја не знам. Така. Останува да видиме како новата власт ќе се постави Еве, на реформите за кои што ние инсистираме. Еве ви едно конкретно. Ја нема да се воздржам ако гледам Зошто не дека... сакате да слушате? Ама дајте ме праша нека сега да ви кажа. да Да ви одговорам. поставам едно конкретно Ама чекај, прашање ја за истите. кој постава прашање? Добро, Ти сакам да ја поставам. или значи Не, добро. прашањето е многу едноставно. Системот кој ние сакаме да го предложиме. А зошто не кажувате дека во тој систем, дека тој систем да профункционира, треба и ВМРО да гласа? Добро. Дека треба двотрети. Па ја зошто Што значи тоа? Зошто ве прашувам, знаете, дали е ова истиот закон кој што ВМРО не го прифаташе, заедно со Дуи, Да. како игра сега И Дуи, ВМРО што не ми е важно, Видите, ако е систем кој што ВМРО, ВМРО ако не го се прифаќа умни, и ги има овие ако се умни ако ги ВМРО, имаат овие замерки кои што сега ги предочи, зошто мислите дека сега би го гласале? Јас многу знаете зашто? легитимно ми беше Еве ќе ви прашањето, кажам а вие една мо- барате од мене дека Еве јас ќе сум ти- ве стискал да Не, кажете не, вие дали заедно не можете вие да ме стискате. Него јас само ви кажувам, не ставајте ми во уста работи што не ги кажувам. Тоа само барам од вас. Може- Ако ВМРО се Вајде има и паметни, втор соговор. ќе искористи таа можност дека законите, дека изборот на програмскиот совет на МТВ и на советот на Агенцијата за медиуми ќе треба да го добие и нивниот амин, ќе треба да се постават кооперативно. Да видиме најдобрите луѓе кои што ќе добијат поддршки од невладиниот Што сектор значи да кооперативно, влезат. да не ми се прифатат забелешките, Па да не гласат? така да зборат глупости дека тоа се испостави на СДСМ. Добро. Ако ВМРО се постави дека ЗНМ е испостава на СДСМ, тогаш тоа е глупост. Тоа веќе нема сериозен разговор тука. Е тогаш на што ќе води тоа? Ќе води СДСМ ќе бара решенија со 67%. Што за нас нема да биде прифатливо, меѓутоа процесот мора да одвива, да се одвива. Одбивте еден предлог на Виктор. Мислам, вајде има и извинете. втор соговорник, ако не да Се се извинувам, последам Грозданов. уште малце. Значи, дека се исти и ВМРО и СДСМ, погледнете ги последните 5 дена од кампањите. Имате кампања на СДСМ. Ако гласаш за овој градоначалник, гласаш за криминалецот Никола Груевски. Они вика, ние ќе бидеме коректни. Така? Имате врачка. Нормално од ВМРО. Ако гласаш за овој градоначалник, гласаш за Зоран Заев, Подкуп, Бугарија и така натаму. Ама што има врска тоа со Сега нас? само да ви кажам. Ја не викам дека, значи вие не сте овде дали има врска со вас. Тука е прашањето дали нешто се смени, дали менталниот склоп е ист и на тие што биле до вчера власт и оние што биле опозиција и Не сега е кога ист, се еве ја ќе ви кажам не е ист. Значи, Од добро. досегашната соработка не е ист. Значи, новиот министер за полиција покажува првиот ден ги идентификува Ама, напаѓачите. со полицајец. Како сега? Ама Тоа порано... беше нападната политичка партија од насилници, па никому Чекайте. ништо, дури не сме ни да се праша за тоа. Чекайте, бре, луѓе, јас Како зборам се за чекате? новинари, Е, како не политичари, зборам- бе, што се? Глинени голуби. Значи, И сега, односот за истиот не полицајец е- во изборите? Видите, За Оливер Спасовски изборите, Јас зборам така? за новинарите. Ама зашо? Истиот ден Прашуваме луѓето за- се идентификуваат, Добро, зашто се медиумите не повикуваат, изјавуваат? се повикуваат на Немојте информативен сега тука. разговор и се поднесува, се предлагаат мерки до обвинителот за порано ВМРО тоа не го правеше. Вие сакате да ја кажам дека исто, не е исто. Дали тоа што јас барам и ние како ЗНМ бараме, не само овие новите напади, вака. него да се решат и Значи, вие старите. сте си влегле во еден круг и тука не искачате. Кој круг? Круг на размислување зборам. И не искачате од тоа. Ама ние не мора ситуацијата мора да ја... Не гледа се. Насар, Ама ја не вие ти- барате да гледате ситуацијата црно-бело, не е црно-бело. Добро, ја ќе ставам, дај розови научари, нека ми дадат розово е све. Мислам, немојте Не така реков се. дека е розово сега. Значи, ја ви поставам прашање. Што е сменето во пристапот на политичките партии? Едната е сега властодржец, другата опозиција. Имате ист принцип на кампањи.
Значи, ако едната викала, медиумите се загрозени, медиумите се корумпирани и така нато и така Тоа е нато. политичка кампања, нема врска со медиумите. Ако Добро. тие избрале така да настапуваат кон кон избирачите, што Медиа можете? ги гледаме? Како? Медиа плановите ќе ги гледаме? Кој колку се рекламирал, колку секунди, колку пари дал? Па сигурно ќе достават Значи, извештај. еден кандидат за една општина земал 60 билборди. Помножено по 1200 евра, се 72.000 евра, така? Тоа е работа на ДИК и на Да, сгрешив јас тука. Може ли вака сега? Мој Насер, сега молим те. и Агенцијата Јас те за разбирам, медиуми. те разбирам и ми е драго што се бориш и упорен си. Ама немој сега да кажуваме сега, видите се, дај да им даеме шанса. Во ред им даеме шанса. Ама тоа брзо ќе се види. Ама таа шанса траеше брзо со ќе се 3 види. години, ние бевме во континуирани избори. 3 години кажувавме, те ќе има предвремени, те ќе нема предвремени избори. За тие 3 години Македонија идеше наназад. Има работи што не ги познаваш. Има работи кај што луѓето не Сигурно дека ја има работи. И Ама за тие работи ако што 3 зборам, години, сигурно не зборам на Ако 3 години памет. ја малтретираш државата дека имало нерегуларни избори и дека Ама медиумите тоа не биле сум го заробени. кажал јас. Не може да чекам сега 2 години. Јас за може да сум дојдем кажал дебата. дека во Не зборам за Македонија вас. медиумите Не зборам се за вас. неслободни, тоа сум го кажал, да. Ба, не зборам за тебе лично, зборам генерално Грозданов како Салмани, оценка. уште една мала пауза за рекламите и продолжуваме со заклучоците околу јавниот сервис и уште неколку мали прашања. Еве неповторно во отвореното студио се дебатира за слободата на медиумите и изборниот процес и се она што треба да се донесат новите решенија околу медиумскиот сектор. Селмани и Грозданов се во студиото. Имавме една жестока дебата околу тоа како ќе се движи овој процес натаму, различни размислувања. Нема жестока. Еве ќе потсетиме дека препораките за медиумите дадени во 2015 се применуваат само во ограничен обем. Се вели во вториот извештај на Прибе, неслободна земја во извештајот на Freedom House останува. Тука се говори за притисокот врз печатените медиуми, кој што се како економски притисок врз печатените, останати се овдека вели 5 дневни вестници. Сега веќе многу нема ни брзо 5. ќе представиме концепт за субвенционирање на печатените медиуми. Така, акцентот се става и на МРТВ, Да, дека е во, господин е во Салмани, криза. дека јас знам да појасни на јавноста во кој дел бараат за да не го злоупотребуваат. Да. Исклучиво за помагање на дистрибуцијата на весниците и печатарските услуги. Во субвенционирање во контентот ќе бидеме многу внимателни затоа што тоа е За да биде јавноста запознена, да не го злоупотребат, господин. Апсолутно. Има уште за печатените медиуми, очигледно дека печатените медиуми до кај се. Видите дека И вие потекнувате од печатен медиум. Да, знам, видите, мора да се објасни во Македонија луѓето кои што ги раководеа печатените медиуми не ја сфатија промената која што се случи со појавата на интернетот, со појавата на социјалните мрежи, не ја свати пораката дека читателите, гледачите се селат онлайн. И тука луѓето заостана. И второ е клиентелистичките односи, политички, бизнис, релации кои што се беа изградени во претходниот период, наместо тоа да прекине тоа, уште повеќе се засили. И практично тоа беа две главни причини што ги доведоа до капитулација печатените медиуми. Што е она? Да го разберат. Порано се викаше кај едеш, идам на кафе со вестникот под мишка, а сега идам на кафе со телефонот во джеп. Да, така. Мислам, Просто кажано, да. Просто кажано, не може тоа да го разберат. И сега, она што ни, ако видите во светот, во слободните земји, има уште се трае дебатата дали државата треба со јавни пари да ги поддржува медиумите. Таа дебата е, например, во Америка и во Британија, победуваат оние кои што сметаат дека не треба државата тука да се меша, затоа што ако се меша ќе влијае на контентот. Меѓутоа, во останатиот дел на Европа има интересни модели како државата без, видите, да се минимизира можноста владата преку субвенционирање да не влијае на контентот што весниците ќе го произведуваат. И ние мислиме дека во Македонија владата може да го помогне
процесот на дистрибуција, затоа што огромни се трошоците на весниците за дистрибуција и за печатарските услуги. И тој систем на субвенционирање да биде неселективен, да биде за сите, без разлика за сите печатени медиуми, да се воспостават стрикни критериуми, кои што постојат, да речеме, 1 година, кои што имаат регистрирана фирма, кои што имаат толку новинари. Значи, тие критериуми ќе важат за сите печатени медиуми, без разлика дали поддржуваат една или друга уредувачка политика. Ние концептот веќе го завршуваме, сме во разговори со представниците на сопствениците на медиуми и работиме заедно тој концепт да го представиме. Ќе го доставиме до владата, до министерот за информатичко општество и после ќе го повикаме и на дебата, ќе ги повикаме и сите други заинтересирани да дадат забелешки на она што ние како здружение. Видите, во нормални земји не би требало ние со тоа да се бавиме, треба да се бават сопствениците на нивното здружение. Тие досега немаат здружение. Верувам дека ќе го создадат и после ова Не, имаше па го згасна. Го згасна. Значи понатаму ние би сакале како ЗНМ таа агенда да ја преземе тоа здружение, ние би можеле да ги поддржиме, ама ние не затоа што знаете, ние сме новинарско здружение. Практично ја играме улогата на едно здружение кое што не постои. Селмани Грозданов, накратко, бидејќи и времето е ограничено. Тука вели економскиот притисок врз печатените медиуми, ја би рекол врз сите медиуми. Особено е лоша состојбата на новинарите. Да, но тамо најмногу се осеќа тој притисок. И јас имам како една теза поставена за вечерва да ја издискутираме, ама ќе не сгази времето во кое би го ставил и акцент на МРТВ, тоа се новинарите како ефтина работна сила. Да. Колку тоа влие за сето ова да се промени. Вака, македонската радио и телевизија, значи кога збориме за реформи, само имаме уште 5 до 10 на минути да значи ќе бидам многу краток. Така. Прво мора да се напомене дека македонската радио и телевизија прво начинот на управување мора да се смени. Значи мора да постои директор, едно контролно тело да биде управен одбор да го контролира што прави, не да добива дозвола од нив. Туку па имате совет на МРТВ, кој што стратешки би кажувало колку проценти треба да има ваква програма и така натаму. И тоа не сме да добива дозвола директорот од нив, туку да ја прати нивната програма и директорот надоле да ги постави. Технички директор, програмски, не знам, така натаму, главен одговорен уредник. И моje мислење е дека уредник на информативна треба да се постои услов и внатре самата редакција си го избере уредникот и тој уредник да каже ние ќе стигнеме на пример до 6% гледаност, слушаност и така натаму. Така мислам дека во тој дел треба. И клучната работа која што никој не ја збори за МРТВ. МРТВ не може да биде понатаму јавно предпријатие на Република Македонија. Мора да биде јавен сервис, но не да функционира како јавно предпријатие. Еве замислете, да сум ја директор и сакам да го донесам Насер Селмани за главен уредник на информативна. И ако некаде зима, да речеме, 60.000 денари плата, ја не можам поише 36 да му дадам. Ќе правиме држава, 24 у минус ќе оди. Финансискиот дел на МРТВ е особено пак во фокус на внимание. Не... Зашто кажувам директорот да биде клучен играч? Затоа што кај него ќе биде камшикот. МРТВ тој е мастадон во кој што техничарите си играат дрдо. Ајде да имаме уште малку време за да... камшикот да во делот на казнената политика за техничкиот дел на вработените кои што не си ја работат работа како што треба. Ќе ви се налутро, Гроздан. Не. Сега вака да ви кажам. Прво има една работа што никој не ја прати. Договорот пржино вика албански канал. Тоа е се отвара нов канал. А не се прави. Не, се отвара, прво не се прави албанскиот, тоа е прва работа. Зашто? Затоа што тука се нема пари. Нема пари или кој колку пари се треба да му дае. Се отвара трет канал кој што никој не го гледа, а мора да се отвори. Турци, Срби, Ромите. И ја разговарав со луѓето кои што работат во тие редакции. Ако сакате да не казните, да работиме, за тој пристап би го зборев. Значи не е битно кои биле луѓето. А тоа мора да го дадеш како информација. Мислам, мора да го дадеш како услуга.
бидејќи ќе ти се А побунат. првиот канал нема доволно простор за да ги покрие Нема сите содржини и тука веќе станува еден се круг кој што се отвара уште една можност. можност, уште еден канал, втор За канал. уште 2, 3, 4 канали Добро, кои што дигитализација го прави тоа, може Значи да. има 2 мултиплекса, треба да Так. знаете. Значи има можност да отвори форматирани канали, на пример Метео канал, канал за пензионери, не знам, канал Па, за Discovery на македонски, и така сите натаму, планови кои што да- не треба да бидат, како се вика, да го уништуваат просторот во маркетиншкиот дел на приватните телевизии. И уште две работи ќе кажам. Наука е во прашање на финансирање на МРТВ. Мора да се финансира од радиодифузна такса. Многу едноставно се решава тоа. Примаш плата 200 денари, одма си у минус 3 дена, 3 месеци дрва камења по директорката на УЈП, после тоа си се навикнуваш и така натаму. А Дали- другиот дел ќе го покрива Дали ќе се државата. подобри Така, финансискиот тоа е дел мојот на личен став. финансискиот дел на новинарите и воопшто како плата и како нешто што се вели ослободување од притисокот за таа самоцензура, подложност на коруптивност, сите забелешки да не ги наредов Видите, е зошто ние- стабилноста на медиумот и на платата како основа за сето тоа. Зошто ние го поставивме, ја поставивме реформата во МТВ, еден од главните столбови на реформите во целиот медиумски систем. Затоа Преку што тој ќе се реформира и другиот дел? апсолутно. Добро. Ако успееме ние да создадеме независен, професионален јавен сервис, ја ви тврдам дека тој ќе изврши силно влијание на начинот како работат приватните медиуми. Знаете зошто? Напоменам, извини Селмани, значи у твоја насока. Кажувам дека ако не го решат проблемот со начинот на поставеност на одлучување на самиот директор и на неговите директори, катастрофална грешка. Значи, Затоа има, што- видите, Советот на Европа воспоставува многу едноставни услови ако сакате вие да имате независен и професионален. А да сакате јавниот сервис да има институционална автономија. Тоа е политичка независност, финансиска независност, транспарентност и отчетност. Јавниот сервис мора, ако обезбедиш независност, тие мора да бидат транспарентни. Како ги трошат нашите пари и мора да ни кажат дали соодветно ги трошат нашите пари. Политичка независност, затоа ние бараме во тој програмски совет да не предлагат партиите. Јас знам, ја не сум наивен човек, дека таму некој ќе се прошверца некој партиски некое лице партиско. Меѓутоа, ако успееме една критична маса на независни луѓе да седнат во тој програмски сервис, верувајте дека тоа ќе влијае, ќе има огромно влијание. Ќе ви кажам еден пример. Сега во програмскиот совет на МРТ имаме ние како ЗНМ еден човек. Не сте свесни колку нервоза тој човек им создаде на тие луѓе, Селмани, на тие 12 луѓе таму. морам да ја А завршам. замислете да имаше уште 20, 3 или 4. Морам да завршам емисија. И ова сега само едно за прашање финансирањето. За финансирањето. 1% од буџетот се минимум на минимумот за да се трансформира МТВ. Сега ја слушам од владата, сега слушам од Јас владата направам уште една. 0,7, тоа е минимум на минимумот. Ако не се обезбедат тие средства, И па се џабе враќат- збориме ние И па за се враќате кај директорот, кој што треба да знае сега што е треба да- телевизиска година, а што е финансиска година. апсолутно. Сега за крај ќе се туркате ли пак со полиција доколку не се успеат реформите? Ке го видите тоа. Прашувам. Ке го видите. Подготвен сте за тоа? Видите, јас сум поминал многу потешки времења. Јас сум им кажал дека јас сум опонирал на една сериозна структура која што знаеше, знаете вие како се справува со противниците, кои што тие, ја никогаш не сум се сметал дека сум против Никола Груевски, но тие ме перцепира дека јас сум против нив. И тие кон нас како ЗНМ се однесува на душмански начин. Ја преживеав тој систем. И тој притисок, знаат тие какви притисоци имат вршено врз мене. Ја им кажувам и на новите. Во близина Сега сме- работевме, така што видите, вие го знаете притисокот да, кој што беа да. кон Јас сега пријателите сум- на Зоран јас- Заев, така што како ние, медиуми јасно е јас како и може да се луѓето во движе. ЗНМ сега се дупло мотивирани Се надевам дека повеќе можеби ќе се да истраеме на да- било какви притисоци за да истераме таа агенда, затоа што таа агенда не е само наша. Таа агенда е за иднината на нашите деца, верувајте. Ќе го Без пробиеме слободни терминот медиуми, за вести, ќе не казнат од оваква Добро. Селмани, кај вас ќе ви ја Добро. депонирам сметката. Тоа беа
Прво се Моите потпишеме гости внотре. Насер Селмани и Виктор Грозданов разговаравме околу тоа колку е дојдена и напатли е слободата кон медиумите. Ви благодарам за вниманието. Останете со програмата на Нова.